Благодарам, подпредседателе. Процедуралното врз основа на член 63 од Деловникот, кој што утврдува дека во отсутство на председателот, него го заменува подпредседателот и при тоа ги презема сите работи што се од делокругот на работа на председателот. Ова процедурално не го зедов порано, затоа што се однесува конкретно на вас, подпредседателе, и мора да ве чекам да дојдете на ред да председавате, а не знам кога наредно пак ќе председавате. Согласно член 63 од Деловникот, барам од вас да закажете седница на Комисијата за социјална политика, демографија и млади и да го одблокирате законот за бранителите. Свативме дека Африм Гаши од вреди нема да го направи тоа, но прашањето е зошто Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН не го прави тоа, а има право на тоа. Многу едноставно се откочува законската процедура за тој закон, за законот за бранителите, само треба подпредседател да закаже Комисија за социјална политика, демографија и млади со точка закон за бранителите и да назначи председавач од редовите на ВМРО ДПМН. На располагање ви се колешките Ласковска, Озановска, Ангелинка Петкова, Бисера Златевска или нивните заменици, доколку они не се во можност. Целосно зависи од ВМРО ДПМН од блокирањето на законот за бранителите, ама вие тоа не го правите, оти побитна ви е коалицијата со вреди. Кога бевте опозиција, доста бевте гласни за прашањето за бранителите. Во 2023 година малте не поднесовте исто законско решение како оно што е поднесено сега, и тоа што е интересно, вие подпредседателе сте подпишан трет, вие сте предлагач. Подпишани се Драган Ковачки, Гордана Силјановска-Давкова, сегашната председателка, Никола Мицевски, Дафина Стојановска, Александар Николовски, Бојан Стојановски, Зоранчо Јованчев, Рашела Миздрахи, Марија Петрушевска, и да не ги редам сите. Прашањето е што е разликата помеѓу тоа ВМРО од 2023 и ова во 2025 и што е разликата од тој Антонио Милошевски што бил предлагач на законот до 2023 и овој сега. Кога бевте опозиција, кога ви требаа политички поени на грбот на бранителите, битни беа бранителите, сега кога сте власт не се толку битни. Битна е повеќе коалицијата со вреди и власти, затоа барам да закажете седница на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, да назначите председавач некој од редовите на ВМРО ДПМН или некој нивни заменик ако они не се во можност, и тоа со цел да го одблокирате законот. Вие тоа и до сега можевте да го направите, но не го направивте, затоа сега јавно бараме од вас. И ако не го направите тоа, ние, пратеничката група од Левица, ќе ви поднесеме интерпелација за блокирање на законот за бранителите, башка и за